почитувана председателке. Знаев дека ќе има ваква реплика и впрочем бев подготвен за истата. Една година ништо не видовме освен ваков ефтин национализам кој што сакате да го прикажете, дека вие нешто се борите да задржите, некој како продава, 20 години шајка не заковавте никаде. Но ајде еве да се подпреме на бројките па да видиме дали сте вие во право или ние. Практично, почитувана професорке, се сеќавате од почетокот на годината оваа влада обезбеди 35 милиони евра за изградба на Тереза. Јас ја превземам лично врската како ваш колега пратеник да ве поканиме кога ќе отпочнат градежните активности, па за да направиме споредба кој направил и кога направил. Понатаму, ако отворите на оваа анализа страна 93, ако видите Министерство за образование и наука, ете во универзитетот во Тетово, практично со овој ребаланс 139 милиони денари плюс се предвидуваат. Повторувам, 139 милиони денари плюс за универзитетот во Тетово. Од она кое што сме го испланирале на почетокот на годината до овие 6 месеци. За Мајка Тереза практично 9,7 милиони денари повеќе од почетокот до оваа година. Но има уште една интересна математика. Ако отидете например за предлог буџетот 2024 година, кога вие ја предводевте владата и министерот за финансии беше ваш 789 милиони тогаш сте предвиделе за универзитетот во Тетово, а оваа влада 1,2 милиарди денари. Значи, кога бил Фатмир Бесими министер и вие на власт, до оваа, како што вие нарекувате, ваква, таква или онаква влада. Ако одиме Мајка Тереза, 306,7 милиони денари, кога вие сте биле на власт и кога Фатмир Бесими бил министер, оваа влада, каква што вие нарековте, 455 милиони денари. Мене малку математика ми е сосема јасна тука. Затоа ве замолувам, не е никаква вистина дека некој сака да наруши некој право, напротив, вака се напредуваат правата. Не со крадење, не со играње фудбал, не со игри на среќа, вака се напредуваат правата. И затоа не ви кажувам на вас, но вие ја представувате, во овој момент го представувате Европскиот фронт, најмалку мислам на вас. Најмалку мислам на Ирина Ајдари. Мислам на тие кои што претходно ги управува институциите и еве практично како се докажува дали некој е за или против. Нашата суштина на разбирање на нештата е ние вака да се однесуваме со нашите граѓани. Исто така, ако зборуваме на тој начин, ќе ја реконструираме целосно болницата во Тетово. Ние така сметаме дека треба да им помогнеме на граѓаните. Го откочивме автопатот Тетово-Гостивар. Гостивар-Букојчани. Тие се проектите кои што ние сметаме дека ќе донесат добро на граѓаните во оваа држава. Значи практично нема поделба, има еден концепт на сите граѓани кои што треба да почувствуваат дека оваа држава се грижи за нив. Така да сметам дека аргументите не ви се соодветни и бројките ги кажуваат сите работи кои што треба да бидат јасни за граѓаните. Благодарам.